Господине Битики, ја зголемивте минималната плата на 18.000 денари, но освен оние што ја добија, се чини голем број на граѓани остана незадоволни. Како го коментирате тоа? Па, има многу за коментирање, велите со мака. Мислам дека по прв пат беше постигнато успех, што јас сакам да го истакнувам, а тоа е успех после преговори, затоа што нашето општество не е научено на преговори, не е научено да исходот на преговорите биде задоволувачки за двете страни. И мислам дека јас лично, но и моите колеги од власта велиме дека тоа е ишче кој што го правиме како општество и тоа не треба никој да го занемари како момент. Имавме низа на состаноци со синдикати, репрезентативни, нерепрезентативни, со уцени, различни моменти и во суштина на крај да дојдеме до еден резултат, а резултатот на тоа е да имаме зголемена минимална плата, да имаме сменета методологија која што низ низа години не беше сменета, а сменетата методологија значи една за секојаш да се справиш со минималната плата, нема да се навраќаш веќе со социјалните партнери да дискутира за минималната плата, затоа што она ќе следи одредени параметри и самата ќе се прилагодува. И третиот, кој што сметавме дека имаме консензус, дека усогласувањето кој што треба да следи, треба да биде во еден временски период. За жал, веројатно затоа што во општеството не сме навикнале дека преговорите ги завршуваме со успех, со договор. Ние видовме една страна веднаш неколку дена после изгласување на законот за минимална плата со други уцени дека денеска треба да се усогласиме со платите, и ние тврдиме дека да, усогласување ќе има во тој момент која заеднички на преговарачка маса сите чинители ќе кажат дека треба да има усогласување. Веројатно ова е општествениот момент и менувањето на начинот на како се решаваат проблемите во општеството, што било заборавено. И овде јас морам да кажам дека имаме низа на прашања што се отварат со менувањето на минималната плата, изголемувањето од 15.200 до 18.000, во суштина да, 80.000 наши сограѓани директно беа ефектуирани, затоа што они добиваат веднаш зголемување од 2.800 денари, од 15.200 на 18, но и други 70.000 наши сограѓани, кои што работат на пазарот на труд, исто така се ефектуирани, затоа што они добивале плата пониска од 18.000 на распонот помеѓу минимална и новата минимална, кои што сега добиваат поголеми плати. И затоа во јавноста мислам дека некако се обидуваат различни структури да дадат испревртена слика како сега само тие 80.000 кои што имаат зголемена плата, а камо другите. Па не, и тој што добива 16.000 сега добива 18.000, значи законски не смее да не добијат. Значи ние донесовме закон, нас ни требаше одреден временски, затоа постои членот 8а во законот за минимална плата кој што кажува дека има период од 6 месеци да се прилагодат, тоест усогласат примателите на минималната плата, но и другите плати со зголемување на минималната плата. Законодавецот кога го има дадено тоа, знае дека не е возможно автоматски да се ефектуираат измените. Никаде во светот тоа не е возможно. И ние го донесовме новиот закон за административни работници, например, што директно УПОС реферира, и законот е во собраниска процедура. И ние кажавме, ние можевме и на различен начин, што не е демократски начин, не е правилен начин, да го изиграме системот и да кажеме, еве сите добиваат 18.000 во државната администрација. Дали е тоа решение да изигрува систем како влада? Дали владењето на права е правилно ако изигрува систем? Не. Го однесовме законското решение во собрание во моментот кога ќе се изгласат сите кои што евентуално не добиле нивелирање на претходните плати со новата минимална плата ќе ја добијат разликата за плата.
Никој. Ова во јавноста мислите дека е достапно? Дека го знаеме, дека го знаат? Па не, затоа што за жал, како што ние сме навикнати... Ако не го знаат, или намерно протестираат, или не го знаат. Значи, не, мислам дека има две работи, како што секоја паричка има две страни и овде има две страни. Јас не можам со сигурност да тврдам дали е инструирано евентуално дезинформација, но сметам дека недоволно чинителите кои што се дел од проговорите не сакаат информацијата да ја пуштат онаква како што треба на нашите сограѓани. Еве, јас јавно се обидувам на секоја моја појавување да им кажам и отворено со целиот мој интегритет да кажувам тоа што се договараме. Ако сме се договориле дека усогласувањето ќе го правиме во 6 месеци и утре дента од кога ќе излезете ќе ми најавите штрајк и ќе заборавите на тоа што сме се договориле, како можеме да си веруваме едни со други? Господин Митики, кога имавте предлогот за 18.000 и опозицијата ве предупреди, сите знаеме дека може да дојде до пореметување ако сите не ги добијат разликите кои што потоа стојат како коефициент на сложеност во работата, вие не го прифативте тој предлог, во пакет дојде тој закон. Па затоа што не, затоа што сметам дека ние не прифативме и низа на други предлози кои што опозицијата ги даде затоа што сметам дека не беа соодветни подкрепени со анализи. Ние имавме предлог и околу пензиите. Ако памтите, требаше да се зголемат пензиите за 50%, без методологија и системско решавање на зголемување на пензиите. Значи, ние не зборуваме за решенија кои што треба да звучат добро за некого. Туку зборуваме за решенја кои што се системски и одржливи решенја за да ги решиме на вистина проблемите на луѓето кои што ги имаат. Минималната плата, методологијата за усогласување на минималната плата на секое на годишно ниво, како и усогласувањето на другите плати сакаме да биде системско и едно за секојаш да се стави адакта. Не да се навратиме на секој 5 месеци па популистички да им кажеме сега ќе ви зголемиме уште 500 денари, гласајме. Времето е популистичко, господин Митики. Да, но мораме да го искористиме. Да, но мораме да го искористиме времето умешно и разумно за да најдеме решенја. Не сакаме да се навратиме. За жал во нашата држава 30 години времето го користиме популистички. И резултатот е овој кој што го имаме. Имаме 500.000 наши сограѓани кои што не напуштиле во 20 години заради тие популистички мерки. Ние секогаш сме во притисок со времето, но заради како последица дојдовте во популистичко време, како што години на власт решавате за жал тековни прашања, станате популистички и кризна влада во кризно време. За жал, затоа што во кризно големи промени. Дали сте реформска влада или не сте реформска влада? За жал, во кризно време мораш кризно да се однесуваш. Ние веќе влегуваме во трета година со различни кризи. Ние се уште не сме излезени од ковид кризата. Иако ја заборавивме затоа што секој се вели дека кога ќе дојде поголема криза забораваш на претходната. Ние бевме во ковид. Дека им дадовте минималец за да не бидат напуштени од работа. Дадовте средства на фирмите. И тоа се заборави. Дадовте 1000 денара пензионерите, велат малку ни. Како да ви кажам, како опозицијата да ви ги јаде резултатите. Не, ја мислам дека има различни фактори. Ние од почетокот на кризата пред 2 години, вклучително и со енергетската криза, имаме потрошено над 1,7 милиарди евра пари за да помогнеме на граѓаните и на стопанствата. Само последната сега енергетска криза начини над 615 милиони евра. И тоа луѓето некако се склони, но се додека не го земеме од джебот на човекот, он вели, па добро, го плаќа затоа што мора да го плати. Но ние велиме, па да, тоа име работа. Ние велиме дека нас не чини милиарда и 1,7 милиарди сиве овие операции да се справиме. Јас дури памтам во времето кога ги носевме антикризните мерки за платежните картици, во кои што дававме ваучери, различни. Сите заборавија. 700.000 наши сограѓани добија ваучери. И некој викаше дека тоа е подкуп. Ја реков гратис. Подкуп, гратис. И реков, тогаш еднаш имав една изјава и реков да ги подкупевме 700.000
граѓани, ние ќе имавме 700.000 гласови и веројатно ќе владеевме како Бан Ки-мун. Ама ги немаме. И тоа укажува дека не е подкуп, туку парите отишле кај луѓето кои што навистина заслужуваат да би во тој одреден временски период да им биде помогнато. Поради тој откуп изгубивте на локалните изгуби. Должи беше подкупот. Не знам. Мислам дека ни се случуваат различни општествени промени кои едните се добри, едните се лоши. За жал, влијанието на надворешните сили е навистина голем. Тоа го гледаме сега уште повеќе. Што се случува не само кај нас, туку што се случува во цела Европа. Гледаме какво било влијанието претходно на различните насилија. Се тоа склоп на работа. Но веројатно треба како општество да го поминеме и овој циклус на нова транзиција, кој што не е таа претходната транзиција. Да, но дали ќе останете на власт, тоа е друго прашање. Со таквата веројатно логика. Сега кога се договарате со синдикатите и со оние незадоволници кои што очигледно имаат потреба од поголеми плати, без да ги напаѓаме, секој сака да има поголема плата, велите нема доволно средства, потребно е време, инфлацијата е прашање. Опозицијата вели не е точно, не е проблем во инфлацијата и не е проблем дека немаат пари, туку дека сте крадене. Крадете ли, господине, во оваа влада? Интересна констатација. Значи, ја не влегувам, вообичаено се чувствувам да не сакам да влегувам во полемика, нит да ги прозивам опозиционерите за се и се што. Па затоа што сметам дека сме доволно разумни за да знаеме кој се што треба да направи во период кога навистина на нашите сограѓани им е тешко. Зошто би да тужија, да речеме, да не. Па добро, тоа е нивен начин. Ја на пример во едно моје интервју минатата недела кажав дека политичарите кои што се сега на власт или во изминатите неколку години се доста неразумни и видов дека некој се прозвал и мислел дека јас нив ги прозивам. Во суштина не прозивам никого, туку и јас себе се вклучувам и дури ја имам сум опкружен со луѓе на кои што им велам во моментот кога сметате дека се неразумно се однесувам, кажете ми дека се однесувам неразумно, затоа што овде сме дојдени да се однесуваме разумно. Разумно е да клевета да обвиниш некого, кој не е точно. Па добро, не е разумноста е да не клеветиш никого. Тоа е разумно однесување, за жал. Но тоа е друга дискусија. Сега, мислам дека како власт и тоа што ние го правиме, во суштина покажавме дека во секое наше решење не е дали сакаме. Ако опозицијата не сватила дека инфлацијата е увезена инфлација, и таа не е увезена само кај нас, туку е увезена во цела Европа, дури и во цел свет, од два фактори, а тоа е недостигот или вештачкиот недостиг на енергенси, и тоа е увезен, затоа што не е вистина дека има помало производство на газ, туку заради конфликтот и заради политиката, газот, цената порасна, не е дека не е достапна и да дојде, туку играат политика и затоа не доаѓа таму кај што треба да дојде. Затоа што газот ништо не се случило, нити има зголемена поборувачка од другата страна, нити има намалено производство за да кажеш дека цената е порасната 6 пати повише. И таа е вештачки направена, но таа е увезена и ние не можеме да влијаеме. Второ, нарушување на вредносниот ланец во производството на храна. Заради различните работи што се случуваат, последното заради конфликтот во Украина, војната во Украина и Русија, и тоа е увезено. И ако опозицијата смета дека треба да додадеме уште еден дополнителен фактор сега, внатрешен, кој што ќе бустира инфлацијата, тогаш тоа веќе влегуваме во колку разбираме економија како луѓе кои што би требале да разбереме економија. Затоа што јас чувствувам дека фактот дека сум на оваа позиција разбирам доволно економија, не велам дека разбирам највише економија од сите чинители,
Но луѓето кои што ме критикуваат исто така треба да разберат доволно за да кажат треба ова да го направиш, при тоа да бидат доблесни и разумни дека тоа не го прават намерно за да наштетат на своите сограѓани. Затоа што ќе земете милиарда позајмица, велат требаше земете 2 милиарди, ако земете 2 милиарди после критикува дека сте се должни. И сега ние пазиме на тој момент. И јас често се обидувам да кажам што тоа значи ако денеска кажеме за целата јавна администрација, јавниот сектор од 130.000 луѓе кои што сочинуваат 26% од вкупниот број на вработени во државата, што значи ако на сите линеарно или им зголемите плата. Дали е принципијално да бидеме непринципијални со тоа што на приватниот сектор која им ги наметнавме зголемените минимални плати и усогласувањето им рековте треба да ја зголемите продуктивност. Па чекајте, како ние да им кажем на приватниот сектор дека треба да зголемат продуктивност за да имаат зголемени приходи, а при тоа да плаќаат повеќе за токму луѓето во јавниот сектор, а при тоа ние треба да зголемиме плати во јавниот сектор, а да не зборуваме за продуктивност и ефикасност. По овие што се во јавниот сектор треба да слушат на луѓето во приватниот сектор за да они вратат. Таа е спирала. А приватниот сектор не протестира. Не, апсолутно. А велиме, мора да платите поголеми минимални плати, мора да ги усогласите платите според членот, никој не слушнав дека протестира, плаќаат. Значи, ако видите дека и во период на криза они плаќаат повеќе, замислете, они треба да платат денеска од својот данок за нешто што не го добиваат назад. Значи, и спиралата продолжува и никој за тоа не реагира. Значи, ова зголемување што го бара, треба да го плати приватниот сектор. Секако. Затоа што тоа се нивни пари. Некој вика и во јавниот сектор. Јас сум по прв пат последните 2 години примател на плата од јавен сектор. 22 години сум работел на другата страна. 22 години сум придонел да луѓето во јавниот сектор враќаат со услугите назад. Но и денеска придонесите кои што јас ги плаќам, тоест ги плаќа државата за мене во моје име, не се мои пари. Тоа се пари на јавниот, на приватниот сектор, кои што доаѓаат со нивните даноци. Сега јас ги давам, ама тоа не се мои, јас сум тоа се заработени, но тоа се заработени пари затоа што јас сум ги одработил. Да, вистина е, но приватниот сектор е генератор на развојот и ние мораме да го разбереме дека ние сме врзани садови. Не може да кажеме не интересира нас што ќе прави приватниот сектор, ние сакаме, сите сакаме. Но мора да биде решењето одржливо. Едно од она што го сметате како успех, како влада е зголемувањето и на просечната плата. Тоа беше датување и колку е сега? 29.980, 30.000. Да. Која земја плата? Колку луѓе земаат, колку што можам да слушнам, има многу земји задоволство, како да е некоја фиктивна тоа небулоза која што малку не зема. Тоа е само на хартија? Не е на хартија. Просечната плата, значи во државата има 560.000 од прилика, не ме фаќате за збор, 560.000 вработени што земаат плата преку формалниот систем, преку МПИН, тоа е управата за јавни приходи. Иако во Завод за статистика ќе видите поголема бројка на вработени, но тоа е сегментот на неформална економија. Сегментот на неформална економија не го ставаме во бројот на... Колку доби 560.000 земаат просечната? Не може да се каже така, но од 560.000 се зима тие што зимаат минимално и реков, тие се во овој момент беа 80.000, сега треба да видиме со новата статистика колку се тие приматели на минимална плата на ниво од 18.000, но со усогласувањето сметаме дека ќе останат од прилика 80.000. Сите други се распон нагоре. Ние имаме приматели затоа што просечната плата ја генерираат и тие што земат највисоки плати и тие што земат најниски плати. Просекот е 29.980. Пак ќе кажам, ако направиме пресек колку проценти се под минималната и колку над минималната, можеби ќе дојдеме до 40-60. Пропорцијата е на тие кои што земаат помалку од просечната. Јас не можам да гарантирам дека не сум сретнал многу луѓе што ја земаат оваа просечна плата. Во сферата на новинарството сигурно,
дел од овие наставниците, дел од другите јавни сектори не земаат ова процес. Не би генерализирал, Како например, се создаваме средна класа ако нема... Значи, не би генерализирал искрено, затоа што, например, во образовниот сегмент ние имаме во одредени, например, во високо образование, луѓе кои што взимаат на крајниот екстрем 50, 60, 70 илјади денари плати. И тие спаѓаат во образование. Но имаме и од другиот екстрем кои што взимаат 20-22 илјади. Но баланс е потребен. Да, секако. Цени се повлекуваат. Секако, но за тоа се стремиме. Зошто како ние имаме со новата програма, за жал заради кризата, мислам дека ќе се постигне, дека на крај ќе стигнеме на 34.000 денари просечно. Тоа значи дека сите кои што се у категоријата сега пониску ќе идат повисоко. Но тоа е среднорочен процес. Не може нешто што несистемски е решавано со долги години наназад да се реши во 2, 3 или 5 години, од кои 5 години 2,5 сте во криза. Во кризен период системски решенија тешко е да се прават. Дека така ви се погоди времето. За жал. Нема па друга влада што работи во некои, не знам, супер услови. Секоја влада е влада која што треба да решава проблеми на граѓаните. Пред некој време ми се чини прават пред една година интервју и без разлика на тоа. Во неколку наврати носевте краткорочни и долгорочни стратегии за инфраструктура и особено во енергетиката. Докаде со инфраструктурните проекти во Македонија? Да, се работи. Интервентниот план за инвестиции, заедно со планот за забрзан раст, се два документи кои што на среден рок би требало да ги донесат инвестициите од приватен и јавен сектор. Се што е во сегментот на јавна инфраструктура е финансирано од јавни средства, а се што е во сегментот на енергетика, во индустрија, во преработувачкиот сектор и така натаму, и производство е во приватниот сектор. Таму државата не инвестира, и нити може да има јавни инвестиции, иако во енергетика може да има, и таму правиме заедно со ЕСМ одредени ишекори. Во овој момент можам да кажам дека планот за коридорот 8 во патната инфраструктура, во автопатиштата, веќе е при завршна фаза законот со кој што ќе им се овозможи на Бехтел да почнат со спроведување, тоа е со реализација на сегментите од коридорот 8 и коридорот 10D. И тоа во наредните 4 години ќе биде една од најкрупните капитални инвестиции која некогаш е направена во државата, затоа што сметаме дека конечно ќе го заокружиме целиот круг на коридори во државата, коридорот 10 и коридорот 8. Во завршна фаза сме, мислам дека денеска е отиден извештајот кон Европската банка за обнова и развој за фазата 1 и 2 за коридорот 8 во железницата кон Бугарија, а би требало во септември да прогласиме тендерот за фазата 3. Сите овие заедно се над 2 милиарди инвестиции. И би требало до крај на годината сите да бидат активни. Значи активни да се градат. Значи активно да се работи на терен. Тоа не значи дека оваа година 2 милиарди, туку во наредните 4 до 5 години тие средства ќе бидат распределени. Но значителна сума за регионални патишта. Таа си тера преку Министерството за транспорт и јавното претпријатие за државни патишта. Тие непречено за локални патишта и регионални патишта непречено се одвиваат. Дури сегментите кои што се поврзани со експресните патишта, морам да кажам дека динамиката на реализација е значително поголема. Може би луѓето не се уште не гледаат затоа што се уште не сме излезени во целосна градежна офанзива заради времето, но и коридорот 8 што е Кичево-Охрид ќе продолжи со навистина експанзија затоа што сите пречки кои што ги имавме само што завршив со Комисијата за економски систем и текојна економска политика, во кој што одобривме 39 пренамени на земјиште кои што се услов за да се реализира, тоест да има фронт за работа. Значи, внатрешно во аспект на администрацијата имаме воспоставено систем. И ја не се плашам дека
малце да ублажи кризата, дека ќе имаме фронт за работа на другата страна. И затоа сум вообичаено оптимист, но и конзистентен и принципиелен, дека тоа што сме го ветеле, си го работиме. Добро, За жал, дали заради такви уреднички политики или затоа што луѓето се склони да сакаат да видат тоа што го гледале изминатите 15 години, па по 6 пати да сечеш лента за иста работа, ние не сме такви. Јас, например, дури лично не идам често на терен за сечење на лента. Јас сум кажал дека ќе отидам на терен тоаш кога ќе го видам исчекорот од точката 0, затоа што на луѓето мислам дека им е сулудо сечењето на лента кога се уште немаат вода за пиење, кога се уште немаат канализација, кога се уште возат по лоши патишта. Дајте да ги направиме еднаш, да го направиме исчекорот. Знаете, колку пати имаме исечено ленти за убави возови кои што се обраќаат низ државата, а се уште немаме транспорт. 10 години им дадува можност на таа влада и граѓаните да бидат задоволни, и ако малку правите разговори, правите анкета, а можеби не правите со граѓаните, оние што го поддржуваат Никола Груевски и ВМРО ДПМН, велат да, можеби ја зароби државата, но градеше. Тоа е ваш внатрешен пиар, однесувајте се како што мислите. Да, со тоа што веројатно тоа што го изградил сега го има во Будимпешта, така да. Да. Не ми одговоривте за енергетиката. Да, во енергетиката беше особено зелената енергија кај основен голем парк. Па да, тоа е еден од со јавни инвестиции. Но и германскиот го најавите, требаше 100 милиони евра, најголеми инвестиции. Не само. Во овој момент се финализира договорите со германскиот инвеститор за ветерниците од 500 милиони евра, со францускиот инвеститор Акио од приближно 400 милиони евра за фотоволтаична централа, и се преговара за една голема гасна централа во најверојатно во регионот на Скопје, но веќе се работи на целосна транзиција во Регбитола, без разлика што некој вели дека треба да продолжиме со јаглен. Ние сме прагматични. Да, со јаглен ќе треба да се продолжи, но животот на граѓаните и квалитетот на живот на граѓаните е секогаш пред се. Транзицијата мора да се случи. Еден од блоковите во Регбитола го преговараме да транзитира од јаглен во газ како преодно решение. Има уште 3 до 4. И се ова се приватни инвестиции. Никој не го спомнува, ние пред само 3 недели подпишавме договорот за нашето учество во Александрополос терминалот, во кој што стануваме собственици на 10% од гасниот терминал, но од друга страна преговараме за наше учество во гасната централа за производство на електрична енергија од 25%. И во двете работи зборуваме за наша собственост. Со малку пари стануваме собственици на многу по-геостратешки битни работи, и за прв пат ова многу малку луѓе го зборуваат или сакаат да го зборуваат. Ние имаме осигурано капацитети, тоест резервирано капацитети на газ за наредните 15 години, почнувајќи од 2024. Значи не треба да се грижат стопанството и граѓаните дали ќе има газ наредните 15 години, дали ќе избие уште една војна. Резервирани се за следните 15 години. Тоа никогаш ни една влада го нема направено. Знаете колку е најдолгиот договор на газ кој што го имале приватните, не владата. Владата никогаш не имала резервирано капацитет на газ преку државни предпријатија. Најдолгиот договор е 6 месеци. За 6 месеци ние сме знаеле дека имаме газ, и тоа сме го кажувале дека ние сме независни, дека не сме. Ние сега осигуруваме за 15 години. Го кажуваме, за жал, веројатно научени сме или не звучи убаво дека сега ќе диверсифицираме, затоа што сме научени да бидеме премногу зависни, а не меѓузависни. Ќе прашам за тоа, меѓутоа колку граѓаните имаат бенефит од гасот? Мислам дека тоа се уште на некоја мала искористеност, освен фирмите ако не го користат. Фирмите го користат, ние имаме и постапка, ја привршуваме за терцијалното Долго трае. Не,
Затоа што се обидуваме да одговорам да беше некое друго време, веројатно ќе седне на 4 очи, ќе донесе, ќе направи терцијална мрежа. Ние сакаме полека да биде тоа транспарентно со сите процедури и секако во такви сложени операции тоа трае долго. Говорите за енергенсите и за гасификацијата. Мислам дека во ова време на украинската криза е проблем во регионот. И мислам во регионот и ве насочува на регионална соработка. Мислам дека и бугарскиот премиер Петков има исто некоја линија од Александрополис и тие. И една година пред нас се чини дека тие беше во контрола скоро, не беше многу задоволен и грците малку доцна. Како е со нас? Значи, они направија интерконектор помеѓу Грција и Бугарија, таа е во по-напредна фаза, а ние со интерконекторот помеѓу нас и Грција сме во фазата би требало во септември полека да ги превршуваме сите припреми и да се почне да се гради. Кај нас не е проблем. Мислам дека за година дена интерконекторот ќе биде завршен од нашата страна. Ние се обидуваме да ги усогласиме. Една од темите на Делфи економскиот форум со премиерот Мицотакис беше токму тоа, како да ги усогласиме и да роковите бидат многу побрзи него што двете страни ги имаме зададено, затоа што сметаме дека секој ден изгубен сега геостратешки во регионот е многу битен, но независно, дури и да не го завршиме, да кажеме многу брзо, ние можеме преку цевководот кој што оди гасоводот, извинете, преку Бугарија да добиеме газ од терминалите во Грција, тоест Александрополис терминалот во моментот кога тоа ќе биде направено. Имаше ако можам да следам Петков во Србија кога беше понуда за регионален пазар. Па секако на крај на денот ние сите ќе завршиме на регионален пазар. Ние ја велам ќе ни се случи тоа што ние не можеме да го сватиме, а тоа е од зависни да станеме меѓузависни. Што е тоа што би значило? Па нема више еднострано да бидеш зависен, како што досега сме се навикнале. Ние секогаш како земја сме биле секогаш зависни или од север, или од запад, или од исток. Сега или од југ. Затоа што се доаѓало овде, а ништо од тука не одела натаму. Сега сметам дека влегуваме во процес на меѓузависност. Тоа значи дека ако ние произведуваме поголема електрична енергија од обновливи извори на енергија, ќе им даваме нив енергија, ќе добиваме друг енергенс од нивна страна и тоа укажува на меѓузависност, затоа што еден без друг не можеме. Ама тоа е веројатно многу тешко да го свариме ако не ја гледаш целата поширока слика. Еден од поуспешните проекти, можеби се уште во најава, е проектот Отворен Балкан. Кога практично ќе се живее оваа програма, од која што бенефит ќе имаат конкретно граѓаните во земјите во регионот? Имавме многу интересна панел дискусија на Делфи економскиот форум. Јас зборувавме токму за Западен Балкан и дали Западен Балкан во Европска Унија е можно или е само фикција на неодредени луѓе. Ја реков тогаш дека многу за Отворен Балкан говорите? И за Отворен Балкан и за сите. За Западен Балкан воопшто. Има неколку форми. Значи ние за жал за се што збориме за Западен Балкан и за различните форми или како Отворен Балкан, Open Балкан или ЦЕФТА или Берлинскиот процес или наречете како сакате, зборуваме секоја за форми. Ја велам дека е поминато више времето на зборување за форми, да збориме за содржина, што луѓето ќе добијат. На крај ќе добијат зголемена конкурентност и подобар живот. Тоа е клучот. Јас верувам дека сите овие форми ја нудат истата цел, ама начинот е различен, затоа што е потикнат од различни центри и е воден од различни потреби. Секоја иницијатива, ја имам такви примери, ние веќе ги гледаме првите позитивни ефекти. Ние имаме инвестиција во југозападниот дел на државата. Нема да споменувам имења, ама можам некојаш името, кој што
За жал, затоа што не можеле да најдат доволно квалитетни луѓе, тоа со квалификации луѓе во регионот каде што отвараат капацитет, од соседната земја секој ден зимаат 200 луѓе кои што доаѓаат и идат и се враќаат дома. 200 луѓе вработени од соседната... Кај нас доаѓа? Да, доаѓаат кај нас. Но имаме и од другата страна, наши луѓе кои што одат во друга земја затоа што добиле работа за квалификациите кои што ги имаат, а секако добиле привлечна плата. И тоа е убавината на соработката на малите земји во овој регион. Зошто на крај на денот ја зголемува конкурентноста на сите. Мобилноста на луѓе, на стоки, услуги треба да биде универзално право. И тоа се 4 слободи на Европската унија. Ништо различно ние не правиме со формите кои што ги даваме. И веројатно е дојдено времето да зборуваме за содржината, тоест не само пак форма да подпишеме меморандум, туку реално да им дадеме на луѓето можност за да имаат поголема мобилност. Генерално се занимавате со економија, но сте вице-премиер во владата. Редно едно-две прашања за политиката. Ве прашам, еден од најголемите државни проекти беше пописот кој што туку што заврши. Генерално се цени дека е успешен, но секогаш се наоѓа некој кој што мисли дека можело и подобро. Вие како го цените тој попис и дали резултатите, освен позитивните, може да има и некакви негативни последици политички, со оглед на фактот дека ќе треба можеби да се менува уставот. Еве, од прва насока е членот амандманот 5, 20% оние што говорат јазик на локално ниво, можеби треба веќе да пишува албански јазик. Тоа е добро, лошо, или не гледате дека ќе може да предизвикува проблеми? Ќе влие ли тоа на балансерот, да речеме, што е прашање на вработување? Јас се радувам прво што после 20 години имаме јасни показатели кои што може да служат и да се употребат за подобро планирање и целокупен развој. И од економски, па и од секаков еден аспект. Второ, резултатите на пописот, да кажеме, на сите. Ни удрија ни беа на англиски го викаат eye opener. Или барем би требало да биде момент на отварање на очи и свесност на луѓето дека што ни се случува. Тоа што ни се случувало, ако не им беше јасно на политичарите, еве овде се повикувам и себе си, и моите колеги, и тие кои што 20 години биле во политика, се случува да луѓето бегаат, зашто не можат више да слушаат луѓе кои што кажуваат дека како направиме, ама 20 години сме полошо од таму што можеби сме били. И тоа мислам дека е свесност кој што луѓето треба да го прифатат. Затоа што јас жалам што не сите луѓе кои што емигрирале од државата се попишани, но проценката е дека 500.000 луѓе ја напуштиле државата. И тоа е поразително. Поразително за мене како нов во политичката сцена да знам дека 500.000 луѓе ја напуштиле и ние се уште се пребројуваме кој е колку и каков е. А уште повеќе што се уште се пребројуваме дали процентите се битни за да имаш одредено право. Кажете ми, како јас на мојот син и вие на вашиот син кога ќе се роди да му кажете дека неговото право да зборува на неговиот мајчин јазик, кој што он не одлучил кој му е мајчин јазик, ќе го каже некој друг само затоа што смета дека процентите се битни. Јас не можам да му објаснам на мојот син. Веројатно ни вие не можете да му објасните на вашиот син, затоа што они не разбираат. Но на 18 години ќе не прашаат и јас се жалам дека кога мојот син ќе биде 18 и вашиот син ќе биде 18, ќе ни кажат, знаете што, вие пребројувајте, ние ќе се збориме на англиски. Затоа што нашата иднина ќе биде таму. И затоа мислам дека пописот ни дава тоа што треба да ни го даде. Одговорот.
дека ние треба да се грижиме за сегашноста, но треба да се грижиме за иднината и да работиме за иднината. Вие верувате во едно општество за сите? Јас верувам и длабоко, затоа што сум еден од луѓето кои што го има почувствувано и сум се борел од секојаш да видат други квалитети битни за да ти ги отворат можностите, а не каков ќе бидеш. Јас сум бил во окружување кај што луѓето немали иста боја и сум бил тој кој што сум. Сум бил во окружување во кое што не сум се викал исто како мнозинството што се викале, но сум овој кој што сум денеска. А партијата уште верува во тоа? Па да. Кога тоа ќе станете премиер? Веројатно, ако тоа е моја лична амбиција, може и да се случи. Јас не сум сигурен дека тоа е моја во моментот лична амбиција, искрено премиер, затоа што кога влегов пред некаде 4 години, април 2018, да точно гледате, 4 години како советник на премиерот, јас тогаш се заблагодарив и му реков, само имам еден принцип, еден договор сакам да направиме, а тоа е да не зборуваме за позиции кај ќе бидам, туку само да ме оставите да работам. И еве, денеска сум вице-премиер на оваа влада, подпредседател на една од најголемите политички партии, човек кој што верува во вредностите на таа партија, веројатно може да биде било која позиција пониско, повисоко, ако тоа е потребно за општеството и за следните генерации, секако ќе го направи. Па сакам да кажам дека многумина во бурните времиња кога Заев заминуваше, во вас гледа како можност за премиер на оваа влада. Од сите аспекти. Независно, ја мислам дека ние како општество не треба да се занимаваме со луѓето, не треба да се занимаваме кој на која позиција. Јас сум поборник на тоа дека која е функција да ни е дадена, треба доблесно да ја работиме професионално на најдобар можен начин, а позициите доаѓаат и одат, ние остануваме. И мислам дека само тоа треба да биде тоа што треба да го имаме сите вградено во себе си. И јас верувам дека се додека се чувствувам дека секој ден кога станувам, моите нозе лесно ме носат до овој кабинет, ќе продолжам да ја правам оваа работа. Денно кога тешко доаѓам, јас нема да дојдам. Господин Витики, ви благодарам на интервјуто и посакувам се она што го формулиравте како ќе, зашто некојаш ви забележува, дека ќе го остварите како нешто и Македонија како држава, не заради вас, ќе почувствуваме дека тргнала напред. Благодарам. Јас употребувам ќе често, но сум конзистентен, затоа што се навраќам на тоа што сум го ветил. Како што во 2014-16 бев критичен кон претходната власт, а денеска се навраќам и викам и кажувам дека тоа што тогаш сум го барал од нив, го барам од себе си, го барам од моите колеги, затоа што треба во животот да сме конзистентни, затоа што на крај не оценуваат нашите деца дома.